Почитувани добро вечер на фреквенцијата на 1 ТВСТ. Одиме со отвореното студио повторно во живо. Мој и на колегата Христијан Баневски. Гостин вечерва е градоначалникот на општина Центар, Богдановиќ, Саша. Така, нели? Добро дојдовте. Добро дојдовте. Вие овие денови сте актуелен, иако во приказнава мислам дека другите треба повеќе да зборуваат, но сепак се случува на ваша територија. Информацијата дека ќе се оформила парцела во Скопското старо ново мало од старото Скопје, односно на паркингот спроти ГТЦ во тој потек, е формирана парцела на која што ќе се изградат три, јас ги викам облакодери, 60-катници, и кога ја видов информацијата, викам, значи СДСМ ја реализира идејата на Груевски, вие вчера ме поправивте, рековте дека тоа било идеја на Кензо Танге, ама Танге ако дојде, ако биде жив и да дојде да види на што личи Скопје сега, овој хаос, поготово со Скопје 2014, не верувам дека би препорачал таму да се градат облакодери. Сепак, вие вчера изјавивте, ме поправивте дека идејата е на Кензо Танге, не е на Груевски. Денеска дадовте веќе изјава дека и вие сте против таквата градба. Ајде, накратко само да ни кажете кој е сега вашиот став. Знам дека има мораториум од општина Центар, па после ќе одиме со она што и Баневски има и што колешката Христина Атовска подготви хронологија за награѓаните, да им стане појасно за што ќе говориме вечера. Добро, најпрво да заблагодарам на поканата, да ги поздравам гледачите. Прво, во врска со изјавата, мојата изјава беше хронолошки, само што, на жалост, не е пуштена целата изјава. Значи, јас само кажав дека од времето има планирано таму згради, а потоа, како што се менувала власта во општина Центар, се е зголемувана катност. 100, па потоа е намалена на 60 и тоа е фактичка состојба која што имаме сега. Моментално фактичката е на 60, според ДУП-от. Да. И сега, ние баш заради таа причина донесовме одлука на 27.12.2017 година, каде што донесовме одлука, меѓу граѓаните познато или во јавноста мораториум, инаку се вика одлука за неизвршување на детален урбанистички план. Да престанат градбите, да. Да, со тоа што ние како општина, бидејќи веќе имаме на сила ДУП, кој што е устав за нас во урбанизмот, рековме дека ќе направиме ревидирање за да може да се смени. Тој ДУП е донесен од не од Жерновски, од претходниот, од Тодоровиќ. И од времето на Ларова и назад. Они беа 13 години. Овој што важи сега? Сега што важи, тој уште е донесен. Од времето на Ларова или од Тодоровиќ? Прво од времето на Ларова, пошто уште 2012 се намалени висините, да. Од 100 на 60. Од 98 на 60. Добро. Ќе разговараме за целото тоа и кои се собствениците на парцелата што треба да градат, но мислам дека Христијан најдобро има тоа во прилогот на... Токму така, нашата редакција работеше на оваа тема како и голем број од медиумите, бидејќи ова тема предизвика внимание поради самиот факт што во целиот овој скандал инволвирана и МПЦ, Македонската православна црква, во целата оваа бизнис, односно градежно бизнис сделка. И морам да признам дека има и голем револт по социјалните мрежи, а ние се обидовме и да добиеме одговор од МПЦ, кој меѓутоа таму буквално е треска слушалката на секој наш повик. А деталите околу тоа како всушност се менувала собственоста на оваа парцела и како всушност МПЦ дошла до ова, меѓутоа и потсетник за минатите скандали во кои што беше инволвирана МПЦ, ќе погледнеме од прилогот на колешката. Додека верниците ги учи на скромност, МПЦ ја зголемува својата улога во бизнисот со градежните парцели кои ги поседува. МПЦ го надмина ФИКОМ, додека чека имот од државата, МПЦ-ОА купува земјиште за цркви. МПЦ ја потресе нов финансиски скандал. Ова се само дел од насловите кои кружаа минатите години. Сега МПЦ повторно се споменува во градежен бизнис. На 25 октомври годинава, фирмата МГ Фешн и фирмата обновители на МПЦ од државата откупиле парцела од 9048 метри квадратни во строгиот центар на градот.
како основ дека веќе поседуваат 30% од градежната парцела. Црквата уште во 2010 година се регистрирала фирма за вакви цели. Како собственици се јавуваат МПЦ и Зоран Антиќ, кој заедно со својата сопруга ја поседува и МГ Фешн. Антиќ учествувал со паричен влог од 424.000 денари, а МПЦ со непаричен влог од над 147 милиони денари. Приоритетна дејност на фирмата Обновители е изградба на стамбени и нестамбени згради, а како управители се заведен извесен Сашо Данаиловски и отец Вичко Гочевски од село Кадино. Фирмата 6 пати правела измена во Централниот регистар. Последната промена е заведена во март годинава, со која се интервенирало во основачкиот договор. На телефонските броеви кои ги добивме од управителите, ни се јавија нивни роднини и одбија да ни дадат точен телефонски број. Завртевме и во Скопската епархија. Отец Ванчо, кој ни беше посочен за контакт, ни спушти слушалка кога слушна дека сме од телевизија. Никого не добивме, ниту во Лешочкиот манастир, кој е вистинскиот собственик на земјиштето во центар. Единствено владиката Тимотеј ни одговори на повигот, но негираше било каква поврзаност со парцелата во центар и со фирмата Обновители. Не е тој во мој домен и ништо не знам и не можам ништо да кажам. На манастирот Свети Атанасије Лешочки. Така, а дали може да ми кажете нешто повеќе за фирмата Обновители која е во собственост на МПЦ? Не е на собственост на МПЦ. Како? Да си е собственост на некој друг. Во документите кои ние ги добивме од Централниот регистар велат дека еден од може, јас не сум инволвиран и не знам ништо. Јас не сум информиран, не знам. И не ме интересира тоа, не е моја работа едноставно. На местото каде сега ќе се гради, во време на претходната власт беа планирани 60 катници, а сега откако продажбата е направена и новите власти и фирмата МГ Фешн за еден ТВ потврдија дека зградите кои ќе се градат нема да бидат толку високи, а МПЦ ќе добие станови и деловен простор. Парцелата ја купиле за сума од близу 3 милиони евра или 312 евра за метар квадратен. Собствениците на МГ Фешн Зоран и Тања Антиќ не сакаа да одговорат на нашите прашања детално и пред камера, туку само ни испратија писмен одговор. Во постапкава МПЦ нема учествувано во купување на градежната парцела. Цената на градежното земјиште се пресметува согласно уредбата од владата на Република Македонија за висината на цената на градежното земјиште собственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за оттуѓување. Во текот на постапката на оттуѓување на градежното земјиште добиено и позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија. Во моментов не е изготвена проектна документација за евентуалната градба, па од тие причини не се знае колкави објекти и со која висина ќе се гради на просторот. Намерата на инвеститорот е да изгради современи објекти од категорија А2, домување во стамбени објекти и објекти од категорија Б за комерцијални и деловна намена. Во секој случај на локацијата нема да се градат 60 катни згради. Во контакт сме со неколку реномирани странски проектантски фирми кои работат на концептот на уредување на просторот. Објектите ќе се градат согласно највисоките светски стандарди како енергетски ефикасни објекти. Целиот простор ќе се оплемени со зелени површини како во партерот, така и во самите објекти на нивните кровови. Во моментов немаме никаква проектно-техничка документација и немаме добиено било какви одобренија или дозволи за градба. Новите власти кои го склучија последниот договор за продажба на земјиштето не гледаат ништо спорно во оваа постапка. Тие се фирми кои што се, сега знам дека Fashion Group и другата мислам дека не би навлегувал, можам во писмена форма да ви ги доставам точно сите податоци за цената, се разбира и за фирмите кои што се дадов, некаде некој од телевизиите беше заинтересирана, доставивме информација, така апсолутно немам никаква дилема. Се е согласно закон за градежно земјиште и тука ми е апсолутно чисто сето. Сепак, остануваат неодговорени прашањата кои се однесуваат на црквата. Македонската православна црква добива парични средства од буџетот, а не плаќа никаков данок на државата. Речи си е невозможно да се дознае колкава сума инкасира црквата од парите кои верниците секојдневно ги оставаат. Имотот на црквата е огромен и повеќе од очигледно е дека МПЦ е активен бизнис партнер во градежните сделки. Јавноста нема податок каде и како црквата ги користи парите кои се на располагање.
Единствен видлив трак од трошењето на парите од страна на свештените лица е возниот парк кој тие го поседуваат и луксузните автомобили во кој може да се забележат. Скандал предизвика и луксузниот глисер од 180.000 евра, кој минатата година беше забележан пред Калишкиот манастир, а МПЦ ревносно се огласни дека само го чува глисерот и се закани со тужби на медиумите за објавените текстови. Скандали ја пратат МПЦ деценија наназад. Во 2007-та МПЦ беше во медиумите кога го стави под хипотека хотелот Изгрев во Струга како гаранција за банкарски кредит, а една година порано јавноста реагираше за скандалот го Врлево, кога МПЦ сакаше да продаде имот на кој се наоѓаат цркви и манастири. Во изминатите години црквата ги правдаше своите фирми и бизнис сделки како дозволени од законот. Она што е очигледно е дека имотот и финансиите на оваа организација ослободена од давачки се во постојан раст, но никој не одговара колку заработило дел од раководството на МПЦ од парите на верниците и на даночните обврзници. Да, гневот на граѓаните кои што не се согласуваат со оваа одлука да се градат овие 60 спратници или 40, нека бидат еве намалети ги. Првиот удар е, велам, на црквата. Вие сте малку заштитени, бидејќи има мораториум, нели, на градба, но кога ќе се дојде до градењето, тогаш ќе имате вие проблем, мислам, предпоставувам. Моментално, ПУИК го повлече паркингот, наплаќањето на паркинг. Кои части сега? Црквата, новиот газда, оти таму може да се паркира, а не се наплаќа. Кои ги части граѓаните? Па не новите газди на плацот? Не знам дали се наплаќа или не се наплаќа, знам дека претходно стопанисуваше јавното предпријатие за стопанисување на јавен деловен простор. И МПЦ имаше дел, го плаќаше кирија за незиното земјиште кај што се. Не сум запознан, бидејќи не сум во таа институција, но само знам дека има одстапено место за да тоа место го стопанисува ПУИК. Добро, ама МПЦ не верувам дека предпоставам дека би го дала така. Предпоставам дека е плаќал некој најм. Ги, мислам, не верувам дека би го дале така да тоа можете во ПУИК ќе ви дадат одговор. Да. И сега овој мораториум што значи? Колку време може да се одложува, да се до бесконечност може, за да се избегне градбата? Овие си го купиле. Еве министеров Сугаревски вели се е согласно законот, но не помислува на јавниот интерес. Ние заради таа причина ја донесовме и таа одлука. Да. Бидејќи свесни сме дека што се случувало на територија на општина Центар изминативе години назад. Така е. Јас повторно ќе спомнам дека тоа што дадов изјавата, почнувајќи од почеток, кога се планирало Скопје, па се до денеска, сакав само да направам една хронологија на настани како се изменувале плановите. Јас тука земав податоци од општината, ќе ги земам последните две измени што се направени. Едната е во 2008 кога биле предвидени највисоката зграда била приземје и 98 ката. Тоа е првично. Како што им е во ДУПот зацртано? Во ДУПот донесено во 14.3.2008 година. Тоа е во времето на Аларова? Да. Потоа на 21.12, значи пред Нова година, е донесен ДУПот каде што се донесени висини од П+60 плюс подкроје, па П+20 плюс подкроје, П+4 плюс подкроје. Значи тоа се работи кои што се донесени на постапка која што се одвивала тогаш или не се одвивала, и се во важност и се во сила. Бидејќи, ако се сеќавате, сакам малце да ја потсетам јавноста, во 2013 по добивањето на мнозинството во општина Центар, на 4-та седница на Советот на општина Центар се ставија за отфрлање на сите овие планови. И тога знаете дека се случи демолирањето на општина Центар, кое што до ден денеска се чека судска разрешница, и потоа следуваше апсењето на Шиповиќ, кој што после судовите докажаа дека уствари не е виновен за целата работа и многу јасно дека тоа беше политичко притворање, се со цел за да се само го изгуби мнозинството и да не може да влие на плановите. Ние кога излезе Шиповиќ од притвор, се доврши таа седница и се отфрлија тие планови, но веќе голем дел од објектите беа започнати и изградени, бидејќи си имаше постоечки ДУП и издадени дозволи за градба. Фактички некој се стекнал со право.
Тогаш беше покрената иницијатива до Уставен суд, каде што Уставниот суд донесе пресуда дека ако сакате да измените детален урбанистички план, тогаш треба да донесете нов детален урбанистички план и со тоа да промените некој од тоа што е претходно напишано, бидејќи само Уставниот суд е тој кој што може да укинува одредени законски акти. Ние баш поучени од таа правна логика рековме во ред ние сакаме да ги смениме дуповите, да ги коригираме грешките, глупостите или било што е направено нелогички, неусогласено или на штета на граѓаните. Или на штета на граѓаните, бидејќи сме надлежни за издавање на дозволи и така натака, рековме ќе донесеме одлука за неизвршување на план. Тоа е нешто што го направи правниот тим на општина Центар, беше предложено од мене како градоначалник и потоа ставено, поддржано од Советот на 27.12.2017 и од тоа секогаш го донесуваме нови одлуки, бидејќи навистина ни треба време. Но до кога тоа може да се одложи, бидејќи револтот на граѓаните во општина Центар знаете колкав е кога станува збор за градежништвото и за константно подигање на нови згради. Не само во општина Центар, туку на ниво на град Скопје. До кога може тие 60 катници да бидат одложени? Или затоа сакам да појаснам. Значи ние нашата идеја, ние ставивме 31 план под мораториум, односно не се извршуваат. Не се започнуваат нови поставки. Дали овој конкретно е опфатен во? Сега тоа сакам да го надополнам. Сега без разлика кој да дојде, дали наведените сопственици или било кој да поднесе барање ќе биде одбиен. Нема градишна дозвола, бидејќи ние ќе му дадеме ќе му дадеме одлуката на општина Центар и ќе му кажеме дека има мораториум. Нашата план и заложба е дека се прават нови планови кои ќе се цртаат, се спремаат и истите се презентираат пред јавноста. Што значи тоа? Дека ние сега ги работиме, кога ќе ги бидат спремни, така и процедурата налага, тие ќе се свика јавна анкета. На јавната анкета ќе се приложи се што е во согласно генерален урбанистички план, бидејќи тоа е устав за нас за планирање, се што е по барање на граѓаните, бидејќи таму имате и куќи, и луѓе кои што живеат, кои што тоа ќе биде случај со конкретна парцела. И луѓето ќе дојдат на јавната анкета, ќе се каже што е тоа што може да се направи, што е тоа што они сакаат, бидејќи нормално таму има луѓе. Само сакам да ве прашам. За време на кампањата за градоначалник на Центар и кога стапивте на функцијата, ги знаевте ли овие работи за овие градби висококатници или не знаевте? Не, ги знаевме. Ги знаевте. Значи, ветувавте нешто на граѓаните? Не, пред да стапите на градоначалничката функција. Добро. Дали знаевте дека ќе ве начека вакво нешто? Знаевме, затоа и го донесовме мораториумот. Кога стапивте на функција? Да, и требаше време од 2-3 месеци да го подготвиме. Кажете дека практично доколку дојде до одлука нели за секако дека граѓаните ќе ги прашате преку јавна анкета и конкретно за овие 60 катници. Да, ќе се праша не за целиот план. Че тоа не е само за тој дел, него станува збор за целиот план, бидејќи ние со детален урбанистички план не се решава само за габаритот, се решава за паркови, се решава за улици, за канализација и така натака. Значи во наш интерес е да се донесе нов план, бидејќи тој дел од градот малце е како подзаборавен, луѓето имаат проблем со канализација. Јас како градоначалник, ако сакам утре да поставам канализација, не можам бидејќи не ми е предвидено во планот. Значи ние целиот план, се што се предвидува таму од ширина, габарити и така натака ќе биде ставено и луѓето ќе си кажат. Добро, Богдановиќ, министерот Сугаревски од вашата партија. Добро. Пред месец дена го продал државното земјиште. Значи се подготвува за градење. Вие не му рековте, добро, зошто ова го правите? Ќе имам јас проблеми после и со граѓаните кои ми го дадоа гласот за да ја водам општината. Видете, земјиштето за сега управува кај нас во општина Центар управува државата, тоест Министерството за транспорт и врски. Позитивните законски акти се викаат дека секој кој што поседува над 30% од одредена парцела може да си направи дооформување. Може, ама не мора да направи. Не морала државата да го продаде. Ама вие са законот ви го дозволува тоа. Али јас знам дека се согласно законот. Ама и претходните власти стално викаат согласно законот е се. Друго сакам да ви кажам. Ние од тие причини не навлегуваме. Ние имаме и државни парцели каде што не притискаат за одредени работи, ние и таму сме ставиле мораториум. Ни на државата без разлика дали е приватен или не го гледаме тоа.
си донеле таква одлука, ние сме им рекле вие во ред, ама ние одлучуваме што ќе биде таму. Односно процедурата која што ќе Па се на го крај донесе гневот МПЦ. ќе се сврти на кај вас, ако ја дадете градежната дозвола. Зато ви За тие кажам, три Советот има донесено висококатници. забрана, односно мораториум. Кога ќе го донесеме новиот план, односно Колку интензивно предлог? се работи на Видете се работи, ние веќе скоро имаме 6 плана готови, не опфаќа во тој дел, така да тој план ќе почека некое време, бидејќи се работат. Ние одбравме и неколку нови планерски куќи кои што треба да работат согласно законот, треба да се изберат на јавен тендер, избрани се неколку нови куќи. До сега имаме донесено еден блок, тоа е блок број 9 горе на Водно, каде што исто беше процедурата таква. Имаше висини, например, плюс уште еден спрат, заедно со граѓаните се сложивме, тоа беа повеќе индивидуални куќи или мали зградички, се договоривме да се намалат и таму ги скративме во согласност со граѓаните. И тоа беше прифатено, бидејќи им рековме, луѓе, дај задржете си ја постоечката состојба, за да не се прават градби, за да не се зголема број на паркинг места, возила и така натаму. И тоа беше прифатено. Истото го збориме за тука. Сегогаш кога ќе дојде некој план, ќе се бидат собрани граѓаните, ќе си дадат свое мислење, односно во каква населба сакаат да живеат. Ве контактира ли? Само да појаснам, Да. Имавме ситуација на носење на план во пролет. Односно во фаза сме на носење во план и веќе сме во завршни. Луѓето, нели во старите згради кои што живеат, обично наоѓаат инвеститор каде што им се дава спрат или два, заради да им ја реновира фасадата, кровот, И едно да им друго, прошири не се во стан, да можност. добијат во кој да Ние тира им рековме на граѓаните, имаме активност како општина да ги Тоа заменуваме е крововите, лифтовите, само дајте да не идеме нагоре, бидејќи ќе треба да правиме после дополнителни паркинг места, да се зафаќа зеленило и така натак. И граѓаните се сложија со тоа што ние како општина си превзимаме обврска тоа во наредниот период да го санираме. Ве контактирали новите собственици на ова земјиште, евентуално притисоци за да добијат до одобрение до градба? Немаме добиено ништо до сега во општина центар. Не, ни Значи, фешн груп, ни ништо, како се никаква- викаше на МПЦ обновите, тоа е на Обновителе. Лешочкиот манастир, да. Ништо немаме добиено. Инаку ова гневот првиот е према црквата, реков, но мислам дека граѓаните веројатно и не се информирани дека црквата и на пример кај мене таму во Ново Лисиче исто има градено, дадено земјиште, па има добивано станови, има и во строгиот центар на Скопје отпорано станови што ги издава под кирија, има дуќани што ги издава под кирија, така да мене тука не ми е толку спорна МПЦ, колку што ми е спорно оформувањето на парцелата, продавањето на државното земјиште. Министерот вика дека е согласно законот, а знаеме дека поготово центарот, што рече Христијан, после Скопје 2014, вие ќе се навлечете уште еден гнев, нов Скопје 2014, со тие три облакодери. Ама ја повторно сакам да кажам, баш од тие причини го донесовме мораториумот. Па ја ве разбирам. И сега, Да, но кој граѓаните се поднесе, скептични, и вие бидејќи да сте, веќе вие да сте собственик на парцелата, дојдете во општина центар, поднесете, ќе ве одбиеме. Но граѓаните се скептични, Ама и бидејќи тоа веќе не е во ред. имавме И пример тоа во не е во општина ред. Аеродром. Платиле тие луѓе. Сега ние затоа ќе седнеме, ќе намалиме, ќе правиме, Значи пак ќе никнат тука згради, само нема да бидат толку високи. Не реков јас дека ќе никнат, јас само сакам да ви кажам дека ќе се донесе детален урбанистички план нов. За да не дојдеме во ситуација дека некој почнал, бидејќи тоа било од претходно донесено, се Така. стекнал се едно друго, ние сме рекле стоп. Велите дека нема да никнат згради, дали тоа можете да го тврдите или бидејќи претпоставувам да дека не имате никнат. некаква идеја за она што би можело таму да се направи како алтернатива и што е Во реално? работењето на планот си работи планерска куќа. Си има јавна анкета на граѓани, бидејќи таму си има одредени други собствености, бидејќи тоа не станува збор само за таа една, него станува збор за цел опфат кој што ги опфаќа. Таму има и куќи и луѓе кои што веќе живеат и кои што претходно си имаат со некое стекнато право. Но ние, пак ви кажав, ќе се седнат со граѓаните кои што живеат таму, луѓето кои што учествуваат како урбанисти, како стручни Само јавности, тие имаме граѓани комисија. што живеат во тоа ново мало. Да, јавната анкета која се прави, Па но они можеби ќе најдат Отворена е. некој интерес. Не, ние ги правиме отворени седниците, си доаѓаат, си има присуство и од Сојуз на архитекти, односно секој што Да. ќе произнесе, новинари, нека си дојдат на јавната анкета, нека се дискутира. Согласно процедурите, донесените правилници, знаете дека сега се измени законот за просторно урбанистичко планирање, каде што е зголемен процентот, се практикуваат и тие одредби од законот. Порано беше помала процентност или поголема
можност на пример на изграденост. Сега тие работи се сменети од кога е променета власта. Така да се иде кон тој степен на намалување, зголемување на површините со зеленост, обезбедување на паркинг места и така натаму. Но пак ќе кажам, кога ќе дојде делот до таа фаза да треба, ќе се дојде јавноста, ќе се биде информирана и ќе се од сега некако јавноста затечена остана кога излезе оваа информација дека е формирана парцела за 3 такви згради, 3 објекти. Не, тоа е формирана парцела, ама пак деталниот урбанистички план, без разлика што на сила важи дека има 60 катници, ние сме го стопирале и сме рекле ќе донесеме нов. Знам, во моментот е но дали овој мораториум би можеле да речеме дека моментално ви ги одложува некои неодложни проблеми, бидејќи конкретно граѓаните на социјалните мрежи читам дека реагираат, се чека малтери од некоја фасада од зграда да повреди некој човек за да му текне на Богдановиќ да реконструира енергетско ефикасни фасади кои што ги вети пред изборите. Практично со мораториумот е забранета градбата, значи се одложува било реновирање, кажа дека во мораториумот се опфатени точно постапки кои што се, значи реконструкција, адаптација, нешто што не го менува габаритот, тоа така си е дозволено. Што е тогаш со енергетски ефикасните фасади? Со енергетски ефикасните фасади, прво имаше конкурс. Значи ние не можеме да излеземе и да кажеме јас сега сум се сетил како Саша Богдановиќ оваа зграда, него имаше конкурс. На тој конкурс луѓето требаше да исполнуваат одредени критериуми. Значи на територија на општина Центар и во минатото се сменети неколку енергетски фасади. Избрани се неколку 15 енергетски фасади, со тоа што треба да ни се поднесат проекти, потоа се распишува јавна набавка, од завршување на јавна набавка. А станарите учествуваат со дел во со 30%, со 30% остатокот е на терет на општината. Со тоа што као што ќе завршат процедурите, затоа и ќе почнат одредени. Ние кога дојдовме немаше проекти, затоа распишавме нов конкурс, таму се пријавија отприлика неколку, ајде да кажам, станбени единици кои што побара, ние ги видовме кои ги исполнуваат критериумите и нормално сега чекаме да дојде до реализација. Може би некој би рекол дека работите се одвиваат премногу бавно и веќе граѓаните зборуваат за неисполнети изборни ветувања. Како вие би го оцениле вашето раководење со општината до овој момент? Дали доволно брзо ги постигнува резултатите кои што дали очекувавте дека вака ќе се движат работите? Пред се сакам да знаат граѓаните дека било што и да планирате, повторно сте поврзани со овие детални урбанистички планови. Што значи тоа? Бидејќи каде и да планирате улица, каде и да планирате било каква изведба, треба да имате предвидено детален урбанистички план. Ние на пример имаме ветување дека ќе се гради градинка во Маџармало и стоиме позади тоа ветување, чекаме само да се донесе планот и потоа да започнеме со градба. Второ го завршуваме школото кое што е, ајде да кажам, после 48 години ќе биде завршено некаде мај-јуни. Завршивме со реконструкција на основното училиште Гоце Делчев. Димитар Миладинов се прави нова енергетска фасада. Улицата Ѓуро Ѓоновиќ, кој што 50 години беше калдрама и раскопана, за неколку дена ќе биде направено отварање, кој што навистина капитален проект. Асфалтирани се 6 улици, се чека на завршување и реконструкција на уште 2 улици. Така да и во состојбата која што начекавме општина во Долговин, неодносно обврски кои што ги имаше од 120 милиона, тужби кои што ги имаше од 150 милиона, ние успеавме да направиме најнезадолжена општина. Сега и баш Тоа Жерновски ви го остави во наследство? Тоа беа обврски кои што си беа тековни. Значи тоа се фактури кои што стига. Јас кога дојдов ги затекнавме со тоа што ние одлучивме да ги расчистиме сите тие обврски, имавме и одредени пресуди кои што на жалост не затекна нас, кои што биле водени неколку години наназад, и тие ги расчистивме, но не застанавме со проектите кои што ги имаме ветувано да ги спроведуваме. Ги спомнавте финансиските долгови во кои што беше општината, но јавноста се сеќава дека имаше еден скандал кога излезе дека сте практично од општинскиот буџет работнички, односно клубот работнички доби парични средства. И сега во таа насока е една објава на социјалните мрежи, конкретно за овој случај за зградите пред Holiday Inn, и вели не е ова дил, си го купиле луѓето земјиштето и можат што сакаат да си прават, Саша Богдановиќ ќе го засилуваат или работнички. Граѓаните алудираат на тоа дека всушност можеби сепак постои некаков договор и дека тие висококатници ќе никнат, дека нема да се добие она што им беше ветено. Ама пак ја повторам, имам јас одлука на совет и не можам да давам одобрение. Тој мораториум ќе трае се додека не се донесе нов план. Така да кога ќе се донесе нов план, ќе си дојдат граѓаните, ќе се видат и ќе видат што ќе биде на крајот од тоа. Тоа е целата работа. Јас
Можам да кажам сега многу работи тука, но на крајот треба да се испочитува целата процедура при носењето на план. Што значи тоа? Планерска куќа го зима сето тоа, си има комисија во општина Центар, си има комисија во градот, на крај во Министерство за транспорт и врски. Ја не сум се затворил дома па нешто да правам, него напротив, и тука ќе има јавна анкета која што ќе трае, луѓето ќе си поднесуваат забелешки, барања, на нив ќе се одговори, така да тоа го правиме и сега со другите планови, не само тој. Градежништвото е битно и да се гради во една општина е важно, од тоа се добиваат пари, но Скопје, поготово па и Центар како што е заграден, ми се чини дека револтот на граѓаните е токму заради тоа дека за сметка на зеленилото се даваат маркици за градби за да се наплатат комунали. Мерењата не покажаа намалено загадување и покрај сите енергетски фасади кои што веќе спомнавте дека сте ги завршили, не само вие, туку сите проекти со кои што се фалат сите градоначалници. Загадувањето и понатаму е проблем. Тоа е глобален државен, тоа се сложувам, што се однесува пак ја повторам. Да, но сепак Македонија е рекордери водеше во Европа, така да што мора и на тоа да се потсетиме. Овој процес, односно како што напоменав, траел со години. Носење планови, упропастување на јавни површини и така натака и така натака. И сега не можете вие преку ноќ да ги смените. Бидејќи процедура за носење на еден план може да трае со месеци, години и така натака. Ние баш заради тоа, за да не се никнуваат, ја донесовме таа одлука која што пак морам да ја повторам. Што се однесува до загадувањето, факт е дека и градежништвото, автомобилите и така натака, имаше едно истражување каде што прилика конкретно е наведено колку проценти и кој учествува со загадувањето. Например, имате пример каде што над 58% мислам дека беше истражувањето домаќинствата кои што се греат на ќумури дрва. Вие имате сега ситуација каде што не можете да забраните некој да се грее. Ама едноставно идете кон таа има мерки. Има мерки, се сложувам, нели започна градот Скопје со чистење на оџаците за да се намали, нели се превзема плюс засадување сега на дрва на сите на оштетени зелени површини, али пак тоа се постапки кои што траат и не се толку брзи. Пак ќе кажам, и еден вид на мораториумот е заштита од таков вид на градба и со самото тоа што се менува во дуповите, ние во самите дупови предвидуваме топлификациона, односно топлификациона мрежа каде што на граѓаните ќе им понудиме места каде што нема донесена топлификациона мрежа заедно со. Ама општина Центар претежно е со или не е? Па не би рекол, има неколку делови кои што се уште се останати и се греат на ѓубре, не на дрва, на ќумур, ама не е во голем процент како што е на другите општини, да. Проценките се нели дека на територија на општина на град Скопје има неотприлика околу 100.000 домаќинства кои што се греат на дрва и на ќумур. Али постапката која што е започната со гасификацијата на Скопје, зголемување на топлификационата мрежа, полека ќе го намалува тој тренд. Не, ама ова и преска ви реков дека нервозата на граѓаните чисто за зелените површини, но и за струењето на воздухот. Овие згради додатно би го затвориле. Скопје 2014 ја затвори реката Вардар, сега ова вие, ако дозволите да се изградат овие 60 катници или нека бидат еве и 40 катници, тоа е додатно заградување. Да, свесни сме за тоа, затоа ја во изјавата кажав воздух, ветер. Дека тоа беше и во летото имаше една таква дискусија. Јас кажав дека таму нема да има такви висини. Ова прилика ќе искористам и да ве прашам конкретно за она на што граѓаните исто така жестоко реагираа на социјалните мрежи, повторно ќе кажам, а тоа беше односот на инспекторите кон една од уличните продавачки во општина Центар конкретно. Сега листајќи мислам дека најдов еден наслов дека вие сте се извиниле за овој настан. Долго време немаше одговор од вас? Не, сега само сакам да појаснам. На социјалните мрежи нели се појави видео снимка каде што видео имаше. Комуналните инспектори на општина Центар не е пред Буњаковец, него се наоѓа кај Зелен пазар, односно во делот. А јас мислев дека е кај Буњаковец. Да, на другата страна. На граница со Кисела вода. Па скоро до Кисела вода. За што станува збор? Ние имаме веќе подолго време посеопфатни акции, бидејќи на територија баш на тој дел имаме многу диви продавачи кои што се наоѓаат на целата територија. И нормално со комуналните редари, бидејќи станува збор за не ворете справувањето. Само да објаснам. Бидејќи станува збор за нели сива економија, реакција на граѓаните, таму се вршат секакви видови нужди од ставање на ѓубри и така натака. Граѓаните, инспекторите пристапиле и во тоа видео нели се гледа дека наводно има растурање на кеф. Прилично грубо
Јас затоа ние покренавме дисциплинска постапка и не можете вие одеднаш Каква е некого да му дисциплинската исечете постапка? главата. Што Ние што побаравме да си дојдат да дојде жената, јас дојдов со нејзе во контакт, она беше еднаш разговараше, утре имам уште една средба со жената која што беше, бидејќи ни требаат конкретни изјави за да може дисциплинска, односно комисијата која што ја формира градоначалникот. Која е вашата реконструкција на настани? На крајот да заврши. Утре кога ќе дојде жената која што ја има во видеото, ќе разговараме и ќе нормално ќе со одветната изјава, односно А добро, пријава не која што се ќе санкционирани има. инспекторите уште? Па ќе ви кажам, ја чекаме пријавата, односно изјавата од жената, бидејќи ние не можеме да пресудиме на нешто што сме го виделе на социјалните мрежи. Ни требаат официјални пријави, А бидејќи толку тешко беше да дојдете до неа? не, ние стапивме во контакт со нејзе, јас не бев 3-4 дена тука и се договоривме бидејќи жената не можеше тој ден да дојде, после јас не бев 3-4 дена тука, се договоривме утре дали 11:30 или 13:30 да дојде до кај нас да се даде соодветна пријава. Со тоа што јас реков, ако имало и било какви други прекршувања, нормално тука ќе си превземат и полициските служби кои што се надлежни за такви Добро, тоа што го дека видовме беше револтот брутално на јавноста, мислам дека е токму поради тоа што СДСМ во позиција на опозиција реагираше и ги користеше оние случаи со продавачот на марули и неговата затворска казна за да го прикаже контрастот, а сега имаме една ваква слика која што нека заврши дава постапката кај нас и ќе бидете информирани, и сам не го криеме ние тоа како процес, али за да отпочне Но тоа го постапка, осудувате ли да се ваквото формира. однесување вие? Го осудувам секакво насилно однесување пред се на моите вработени, бидејќи јас сум на некој начин, ајде да кажам, одговорен за нив и на сите останати кои што обавуваат било каква И државна. ќе се извините ли јавно на господјата доколку утврди комисијата и Уште по телефон кога се слушнавме, се извинив за било какви немили настани, јас замолив да дојде господјата да поразговараме, бидејќи сепак жената некоја мака ја натерала за да биде таму, да видиме што се може ние да учиниме како општина и нормално да ги превземеме сите оние останати мерки. Ние морам само да појаснам на јавноста. Пријава официјална добиена дали во полициска станица не, али без разлика што немаме добиена, јас како градоначалник и службен Го видовте видеото и го видовме видеото, најдовме контакт од жената и рековме да дојде за да ние ја поттикнеме ако се исплашила или било што да даде, дека ние стоиме пози тој и сакаме да го расчистиме случајот до крај. Затоа и инсистиравме да се видиме. Ја можев да кажам нема пријава и тука завршува целата работа, али не, ја викнавме господјата, ќе дојде утре во општината да си даде официјална пријава, да си даде официјална изјава околу нас, за да ние тој случај го затвориме. И согласно кога ќе заврши целата постапка, јавноста ќе информираме. Господин Богдановиќ, верник сте вие? Да. Јас сум атеист, простете што ве прашав, но што ако дедо Михајл, не дедо Михајл, господин Стефан, дојде кај вас и ве замоли да ја завршите работа со овие висококатниците. Рековте дека со Fashion Group не доше, не сте имале контакт. Не, нема никој поднесено барање. Што ако дојде да ве замоли, еве кој верник вие, ќе му попуштите ли? Не, нема да му попуштам, бидејќи исто важат правилата како за сите. Да? Да. Значи, Што има врска тоа што сум верник, јас верувам во Бог. ќе ве благослови. Не се согласувам Ако му дадете со да гради. некои работи, али јас си верувам во Господа. Тоа денеска е господин Стефан, утре е некој друг. Да, но ние кај нас доживотно. секуларноста е проблем. Доколку се сеќавате на фотографијата на министерот Спасовски како му бакнува рака на еден од свештениците, тоа исто така и Добро, ја тоа е размиша приватен чин, Приватна да. работа. Сега Да. не знаете кој иде во црква, дали некој пали Не, свине, не, дали тоа е тоа сред тоа вас, не, не, тоа е- тоа чисто мислев ако ви интервенира он, господин Стефан, што не би ме чудало, бидејќи имаат интерес тука сигурно. Дали ќе си би добие третман како секој обичен граѓанин. нема ништо да ви значи благослов од негов. Видите, господин Стефан, без разлика што денеска е архиепископ или како се вика. Да, Или јас сум архиепископ. денеска градоначалник и тој е обичен граѓанин и исто и јас. Така да и он денеска да дојде како Вие сте МПЦ градоначалник, он е поглавар. Вие сте Поглавар, на без граѓаните, он е разлика. поглавар, да, на верниците. Да, и он денеска да дојде да каже јас поднесувам барање, ние ќе му кажеме има мораториум. Мораториум. Да. Еве, може и ќе му пренесат, ако не гледа господин Стефан, дека Дека дојде ќе му мораториум има и дека да не очекува многу брзо. Инаку на социјалните мрежи претпоставувам дека следите, има веќе неколку денови сите медиуми го следат овој случај се активира со овие висококатници или облакодери, како што ги викам. Реакциите се прилично
остри, реков сега се насочени кон МПЦ. Јас дури мислам дека е претерано само кон нив. Јас ќе ви кажам само неколку примери, чисто да сватите сериозноста на нашата работа. Има, например, ситуации во општина Центар, па каде што и им предвиделе тупот и добиле дозвола, па ние сме нашле начин како тоа да го поништиме. Таму кај што сме нашле законско основа. Има начини, бидејќи во општина Аеродром конкретно градоначалникот тврдеше мислам дека нема начини за да. Секој предмет си е различен. Значи си има во законот јасно препишано или во одобрението или во правилникот законот за градење за што можете. Бидејќи од една страна па можете да поништите или да направите, па утре општината да плати и пак да изгради. Да. Многу мора да ги следите. Знаете дека имавме поништување на пример за шпанските скали. И тогаш тоа пак таму си има уцртано шпански скали. Значи таму треба повторно се ДУП да се ревидира и под мораториум. Се уште стојат шпанските. Така, затоа што во тоа време некој ги уцртал и некој го продал државното земјиште. И сега ние сме дошле до една фаза, сме нашле правен основ, сме го поништиле и сега нормално они си се жалат, си ги користат сите законски механизми. Нормално ние сме гледале тоа да биде направено со сите основни, значи да не погрешиме за да утре оштетиме општината. Имам и други такви постапки, не можам да ги откриам затоа што многу се осетливи тие работи, бидејќи малку ако погрешите или еден документ не ви е како што треба, утре може да изгубите на суд, па уште да платите и оштета огромна. Значи, тоа е од џебот на граѓаните сепак. Баш од такви грешки ние плативме 150 милиона од судска пресуда. И сега денари? 150 милиона денари, ама 2,5 милиона евра јас сум можел да направам две градинки. Ама без разлика на тоа, сакам да ви кажам, од такви грешки што се правеле, нормално ние сме покренале соодветни пријави за тие грешки што се направени, ама додека судот утврди дали некој бил крив или не, тоа ќе поминат 3-4 години, 5 и така натака. И тоа би било на штета на граѓаните. Јас само уште една работа сакам да појаснам. Овие планови се носени 2012-2008 година. До сега никој не е покрената никогаш ни една постапка. Ниту пред Уставен суд, кој што е надлежен да поништува одредени одлуки ако не се согласуваат. Прв пат некој во општина Центар донеле таква одлука за да може да стопира. И општина Карпош исто имаше. Не, општина Карпош има поништување од Уставен суд. Ама што се случува кога поништува Уставен суд? Еве замислете сега Уставен суд да го поништи ДУП-от од 2012 каде што има 60 катници. По закон, односно по правило, важи претходниот ДУП кој што од 2008 кој што има 98 катници. Тоа сакам јавноста да знае, дека ние заради тоа рековме не сме надлежни да поништуваме ДУП, тоа е Уставен суд. Али ако се поништи тој ДУП ќе ни дојде уште полоша ситуација. Имаме на други места. Врз база на истите основи како и претходниот најверојатно ќе може да го поништи. Ама може и судот да одбие пресуда. Значи затоа ви кажам, до тогаш вие може да поднесе барање се. Затоа ние донесовме одлука и стиснавме пауза. Рековме луѓе, стискаме пауза, не се извршуваат ДУП-овите. Наведовме конкретно што значи тоа неизвршување на ДУП, дека не се издаваат нови дозволи. Се со цел да направиме на замена за нов ДУП. Бидејќи имаме судска пракса, односно пресуда од Уставен суд, кај што вика само Уставниот суд е надлежен да поништува. И сега имате опција, на пример, вие ќе обжалите и ќе ви дојдат 98 катници. Затоа ние рековме, вие од име на граѓаните би ги оспориле овие ДУП-ови пред основниот суд? Не пред пред Уставниот суд, се извинувам, како крајна инстанца доколку не успе ниту еден од вашите планови за спречување на 60 катници. Сега не успева затоа што сме донеле мораториум, бидејќи советот е тој што донесува. Како и да е, тој мораториум еден ден ќе мора да заврши ревизија да ваша и ќе претпоставувам дека мандатот може да му заврши на Богјановиќ да го препушти на друг градоначалник. Се бориме да донесеме нови планови. Но претпоставувам дека целта е што поскоро да се заврши со тие постапки. Еве пример, јас како градоначалник на пример сега сум донел мораториум 4 години не се гради центар, не се започнуваат нови постапки. Ама утре пак тоа останува. Јас ќе кажам, во мојот мандат не се направи. Така е. Јас заради тоа сакам во мандатот мој на советниците... не сакате да го поминете така вашиот мандат. Во мојот мандат и на советниците да ги исправиме тие работи што се направени пред 6 години, пред 10 години, 20 години и така натака. Затоа ние најпаметно донесовме и политичка и правна одлука тоа да се донесе со неизвршување на постоечкиот детален урбанистички план, бидејќи увидовме дека многу голем дел од плановите, вклучувајќи го овој, дека по претходниот па бил бетер. Затоа викаме, дај ќе ставиме пауза и со новиот план, бидејќи имаме пресуда на што се повикуваме од Уставен суд, дека ние мора со нов план, окей, тоа ќе го стопираме, да не ни се гради,
али ќе донесеме. Знаете, вака се добива впечаток дека можеби сега кревате раце и оставате ситуацијата на статус кво. Не, да крене прати. Бидејќи не зборувате дека може тоа да биде цел ваш мандат, а граѓаните можеби очекуваат тоа да биде што поскоро. Јас лично барем би сакал да биде тоа што поскоро завршена. Ја време во текот сакаш што поскоро да бидат изградени зградите. За биде завршен, па каков да е исходот? Не, ние да не сакавме да влеземе во ваква постапка, немаше да донесеме прв пат ваква одлука за неспроведување ДУП. И баш заради тоа работиме интензивно. Значи, веќе ви кажав, ќе имаме веќе неколку планови доставени до Советот. Мислам дека во брзо време са од град Скопје ги чистивме сите забелешки, ревидирања, сето тоа што е направено. Истите ќе бидат презентирани на јавноста, ќе видат за што се работи, ќе бидат свикани граѓаните нормално да бидат запознаени со тоа. Дел од луѓето, дел од плановите веќе помина на јавни анкети, имаше, можам да кажам, огромна заинтересираност, секогаш полна сала и секогаш работите кои што беа прифатени, односно луѓето ги прифатија со задоволство. Ви кажав, имаме донесен блок 9, каде што имавме намалување, луѓето се сложија без проблем. Значи луѓето рекоа, ние тука живееме со години, не сакаме да не се нарушува мирот, се намали, се усвои, Советот едногласно го прифати сето тоа. Имаме од друга ситуација, готово, при крај планот, и имаше опција или да се прифати или се одбие. Констатиравме дека тој план не ни одговара, рековме дека се одбива и ќе биде вратена повторно до работа. Значи, сакам да кажам дека цело време запознаваме и презентираме. Се трудиме колку можеме да ги користиме сите медиуми или алатки за информирање, за да можеме јасно да ја појасниме сликата, али мислам дека ќе биде најасна во тој момент кога ќе дојдат плановите во фаза, кога ќе ги покажеме кои разлики, односно што е тоа што сме го затекнали ние како важечко, како постоечко, а што е тоа што сакаме да го исправиме. Државно земјиште, господин Богдановиќ, што Министерството за транспорт го продала на Fashion Group во строгиот центар таму кај што е продадено за нешто повеќе од 300 евра, 19.000 денари, така нешто. Тоа е реална цена у строгиот центар на Скопје да па ја би сакал за 300 евра да купам таму. Знаете дека има донесени без разлика што министерот за транспорт рече дека се е согласно законот, сепак мислам дека 300 евра е ептен нереална цена. Знаете дека има уредби, зависно со тоа што е предвидено, например за хотел, за катна гаража, дали е до оформување, дали е оди на лицитација. Например, во дооформувањето, бидејќи тој имал поголем процент од 30%, имал можност да си ги стекне со уредбата која што ги донела владата. Значи, тоа мене ми е чудна таа цена. Ние како општина мене ми е чудна таа цена. Сигурен сум дека да бил приватен плац на Сугаревски немал да го продаде за 300 евра. Треба да се обратиме. Вие. Да. Вие како прв човек на општина центар. Не, мислам за таква дали би продале за 300 евра таму? На таква локација, атрактивна. Еве, вие сте градоначалник на центар, да е плацот на општина центар. Да биде би продале за 300 евра. На општина центар си има аукција и си иде тоа на лицитација. Да. И нормално си имате надавање. Но сепак мора да има некаква стартна цена. Не ми кажавте став за 300 евра. Не ви кажувам како градоначалник на општина центар. Земјиштето да е во собственост на општината, ние покренавме постапка, бидејќи долго време не ни беше давано земјиштето, уште од времето на Андре Джерновски, не беше давано општина центар. Да. Не беше давано земјиштето на општина центар, ние покренавме и се надам дека во брзо време ќе ни биде вратено и така сите постапки потоа ќе ги водиме ние. И тоа ќе ги водиме транспарентно, каде што јавно ќе се спроведуваат аукции. Пак не ми одговоривте дали 300 евра вие прифатливо или не сакате да се замерите со сопартијецот? Не дека не сакам да се замерам со сопартијецот. Што е моментот? Уредбата на владата, можда и на министерот, му рекла, таму со дооформување на парцела цената е таа. Можда него му се допаѓа тоа или не, и мене ми се допаѓа тоа или не ми се допаѓа, ама тоа е целата работа. Тоа сакам да го слушам, дека не ви се допаѓа 300 евра. Така? Дека е премалку тоа. Може да берем повеќе да ја наполнат државната. Тоа е со само обезвреднување на една таква локација практично со. Па тоа е најатрактивниот дел на Тие се уредби кои што се донесени, така. Согласно законот е се, што би рекол министерот Сугаровски. Вие со закон имате многу работи донесени, тоа е што да правиме. Па не морал да продава. Ама затоа сме во таа фаза, например, еве сега да се менуваат. И ние можам да кажам, еве, например, имаме детален урбанистички план, вака ја да ви кажам, донесен е деталниот урбанистички. Ние рековме дека ќе го менуваме. Не, јас би играл така да сум ваша позиција, ако
би ставил мораториум, да. Би ставиле мораториум. Да. Па стварно, мислам, барем да не се брои дека во времето на Богдановиќ се изградени овие облакодери кои што тотално го затворија строењето на воздухот. Ќе се биде донесен нов план. Планот, ќе ви кажав, ќе се носи во определена постапка, ќе се бидат запознаени граѓаните и јавноста и ќе бидете ќе имате увид што ќе се случува таму. Гледавте интервјуто со лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Мицковски на 1ТВ со Чомовски? Не го гледавте. Епа, таму тој повика, бидејќи нели викавте терасата на Белата палата, како што викаме партиското седиште, е надворот незаконски изградена, така нели? Тоа и Жерновски викаше дека ќе ја сруши, и вие викате дека на тоа и Твитер подсетува, вика останува уште Саша Богдановиќ да им ја турне терасата за фајронд. Вие фрли ракавицата Мицковски во тоа интервју, рече нека поволи господинот Богдановиќ, нека ја сруши целата Бела палата. Не сум го гледал, ќе го гледам интервјуто да видам што кажал. Тоа е, сакам само да напоменам, тоа го објаснува во неколку имаше новинарски прашања. Не е тоа дали некој се плаши или не, ние имаме веќе доста уривања и кривични пријави поднесено за секоја нелегална градба и до ден денеска поднесуваме такви решенија, но сакаме на работа чисто да знаете, за голем дел, па и за зградата на ВМРО ДПМН се водат постапки. Сите тие постапки додека се водат, се прави одредена истрага како се изградило, што се направило, почнувајќи од јавни набавки, како се зголемила маркицата и така натаму. Да, случајов Талир сега за градот. Вие на пример ако дојдете до одредено рушење, уништувате доказен материјал. Значи сето тоа треба да го правите во координација со одредени институции. Ние знаете дека имавме отстранување на пример на споменикот со одлука, односно со решение на општина Центар, бидејќи констатиравме дека тоа е поклон од некаде Палјорци или не знам од каде што беше, не се искористени државни пари, али констатиравме дека не е на локација каде што треба да биде. Донесовме решение, градот Скопје кој што е примател на донаторот го остави. Имам уште неколку истражувања за одредени други локации поврзани со Скопје 2014, но конкретно за нив гледате и судот почиња да ги замрзнува сите тие објекти полека како што носи одлуки. Не можете да донесете, не можете да уништите нешто бидејќи ги уништите доказен материјал. Како што беше ситуацијата со Мерцедесот, нели, не може да се отуѓува се додека не заврши целата постапка. Но за разлика од Мерцедесот, ова ќе биде неизбежно да биде урнато, бидејќи Мерцедесот и натаму не се продаде и натаму. Нека заврши постапката, сега не се продаде. Нека ако има штета таму, ако има направена штета, нека си се вратат парите како што е започнато да се враќаат парите. После тоа ние си ги спроведуваме решенијата. Значи Богдановиќ, Скопјани да спијат мирно, мораториумот ќе трае, нека не се вознемируваат дека ќе се... Оти веќе на Facebook, на Twitter се организираат групи за протести евентуални ако започне припрема. Дури еден од медиумите, односно Слободен печат, повика на дека ќе ги организира граѓаните. На ваквиот дуп воспротивно ќе ги организира, ќе ги мобилизира граѓаните. Оние истите што го гушка ГТЦ и го бранеа од истите што ви ја дадоа вербата практично. Да, значи сакам да појаснам сега бидејќи кога беше и ситуацијата, еве на пример и со ГТЦ, дека истиот тој правен тим кој што помагаше во целиот овој момент, тогаш знаете дека референдумот беше над 50%, не беше успешен, ама тогаш најде начин да ја поништи одлуката за од посебен интерес. И тогаш така го спаси. Да ја облечат во барок, дека таа борба и од тогаш па и сега продолжува. Добро, ако е тоа се, ви благодариме на учеството и како што реков, нека спијат скопјани мирно, мораториумот е на сила и ќе ве држиме за збор. Ако почне како во аеродром ставање на огради и тоа, ќе доживеете судбината на градоначалникот Марин, вашиот сопартиец. Јас ќе ве поканам да бидете учесници во процесот, секогаш сме го правеле тоа, така да си бидете запознаени. Ви благодарам за... Ви благодарам на поканата. Благодарам. Почитувани, тоа беше градоначалникот на општина Центар, Саша Богдановиќ. Тука некаде привршуваме. Наред е Јана со незината 1 минута, па после се вестите.